на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. По повод 70 години од ослободувањето на Кавадарци, денеска во музеј галеријата беше отворена изложба Кавадарци, ни стари фотографии. Автор на изложбата е Петре Камчевски, а на отварањето присуствуваше колешката Мирјана Мукаетова. Во присуство на голем број граѓани, гости, јавни и културни работници, денеска со отварањето на изложбата Кавадарци, ни старите фотографии во музеј галеријата официјално почна празнувањето на годинашнава манифестација Тиквешки Гроздобер 2014. Авторот на изложбата Петре Камчевски имаше свое обраќање за 70 годишниот јубилеј од ослободувањето на Кавадарци, пошто со пригодни зборови изложбата имаше чест да ја отвори градоначалникот Александар Панов. Ова изложба ја отворивме од неколку аспекти. Најнапред, со неја сакаме да одбележиме еден значаен јубилеј од нашата понова историја, 70 години од ослободувањето на Кавадарци од фашистичка окупација, настан кој се случи токму пред 70 на години, кога борците на 9-та македонска народно-ослободителна ударна бригада го ослободија нашиот град. Сигурно дека оваа слобода скапо е платена. За неа животот го дадаа 333 паднати борци и жртви на фашистичкиот терор. Исто така, сакаме со неа, со ова изложба, по старата генерација да се потсетат на времето на нивното детство, на времето на нивната младост, а помладите да го запознаат Кавадарци како бил пред 180-50 на години, кога бил мал град, одвај со 5-6 хиljadi жители, со криви тесни калдрамисани улици, град без струја, без водовод и без канализација, меѓутоа сепак со посебен шмек и убавина. Ова нешто го забележал еден од најпознатите етнолози, етногеографи, Јован Цвијич, кога бил во Кавадарци за прв пат во 1905 година, кога патувал од Демир Капија за Кавадарци, горе кај Балабански камен. Го погледнал Кавадарци и рекол: Боже, кој ли го смести ова убаво градче во вакво пусто место како што е Тиквешијата? Денеска Кавадарци и понатаму е убав град, меѓутоа неговата околина не е така пуста како што ја забележал Цвијич пред 108 години. Навршуваат 70 години слободно Кавадарци, или 70 години од кога можеме слободно да кажеме ги береме придобивките на слободата и сами си одлучуваме за својата иднина. Тоа беше фактички историски кажано моментот кога го ставивме јаготката на шлагот, меѓутоа тортата уште од времето на Филип Пети, за тие што не знаат, ги анимирала тиквешани да се борат против римскиот агресор. Понатаму во времето на додека Римската империја владеела на овие простори, сте биле дел од туѓи војски, па сте се спротивставували и на Атила кога напаѓал во Тиквешијата, па сте се спротивставували и против турскиот император и против Мурат II за време на Косовската битка. И така натаму, да не спомнувам низ историјата, кавадарчани и тиквешани биле дел од нечија туѓа војска со цел да самите за себе освојат нешто што не се плаќа со пари, а тоа е слободата. Круна на нашата вековна борба е Втората светска војна, кога партизанските одреди и нашите дедовци извојуваа слобода за нас, а круна на ова што денес го живееме се достигнувањата кои што и моите предци и јас како сега носител на највисоката локална власт ја ползуваме и се трудиме да на граѓаните уште толку им ја олесниме секојдневната комуникација и живеачка. Единствен аманет кој што јас лично го чувствувам од оваа богата историја, платена со крв, е да ние продолжиме по тој трнлив пат и да што е можно повеќе ги подобруваме секојдневните услови на живот. На оваа изложба може да видите подемот на Кавадарци. Може да видите голи полиња кои што денес се покриени со згради, се покриени со индустријски комплекси. Може да видите како волуменот на нашиот град растел и на некој начин фотографски е забележан просперитетот на градот. Мојата идеја и мојата визија, и не само моја, туку и на сите кавадарчани, а знаете дека сне нешто посебно во Република Македонија, е да Кавадарци биде над сите, да Кавадарци биде пример за сите други во Република Македонија, па и пошироко, како што беше пример и во бивша Југославија, кога бевме втори по економски развој после една општина во Република Словенија.
Тоа не е аманет оставен од сите оние кои што го дале најскапоценото за ова што денес го живееме. Ние ја немаме таа привилегија да ја ставиме главата на олтарот или на кладата за да го дадеме собствениот живот за нашата држава, меѓутоа имаме други предизвици, имаме други борби. Нашата борба е за економски попросперитет на Кавадарци. Денес или вековите, односно годините наназад, овој празник или 70 години слободна Кавадарци се поклопува со Тиквешкиот гроздобер и тоа е само една од манифестациите со кои што се обидуваме да се представиме и во Европа, и на Балканот, па и во Република Македонија, да истакнеме нашата посебност и да ги поканеме заедно нашите пријатели, побратими да славиме овие неколку дена. Сакам да оваа година и покрај тоа што ни еве од аспект на лозарство едно од по-лошите години, сепак сакам да заблагодарам на Господ кој што ни го даде и тоа што го имаме сега и сепак да посакам идната година да биде многу побиричетна од оваа година. Нас да не поживее Господ, да славиме годините кои што ни доаѓаат и да Господ го благослови Кавадарци. Нека е за многу години. Синоќа во Домот на културата беше отворена изложба на фотографии Тиквешките гроздобери 1964-2014 на авторот Петре Камчевски, со што се одбележува половина век од првото одржување на оваа стопанско-туристичка и културна манифестација. Во предвечерието на ова јубилејно издание на Тиквешкиот гроздобер во организација на Музеј галеријата, синоќа во галеријата на Домот на културата беше отворена ретроспективна изложба на фотографии одбрани од богатата збирка од 1500 фотографии, слајдови и диапозитиви кои ги поседува Музеј галеријата во Кавадарци. Тиквешкиот гроздобер представува продолжение на една долга традиција за што сведочат бројните артефакти, релјефи и мозаици пронајдени во Тиквешијата. Виното било пијалок на сите сталежи, и на богатите, и на сиромашните, служело како платежно средство, а со него можело да се плати и данокот на државата. Грозјето и виното, како дар од боговите, секоја есен го слават кавадарчани, а колку ова традиција е вкоренета кај народот, покажа и големиот интерес кој го предизвика оваа изложба. За отворена изложбата ја прогласи Горица Пеливанова Вилхем, додека авторот Петре Камчевски за КТВ ни открива што е она што го има во своите спомени за гроздоберот, а го нема на изложените фотографии. Оваа година е јубилејна година, 50 години од прославувањето на Тиквешкиот гроздобер во општина Кавадарци. По тој повод, оваа вечер, сме тука да ги проследиме фотографиите кои што ги одбра господинот Камчев, Петар Камчев, воедно да се вратиме во историјата, да прошетаме преку фотографиите во времето и навистина ми е чест да ја отворам оваа изложба. Нека е за многу години, нека ни е вечен гроздоберот и традицијата. Тиквешкиот гроздобер нели е препознатлив белег на Кавадарци, едно би рекол можеби една од најголемите културни, туристички и стопански манифестации која што зеве за наша гордост. Овие денови одбележуваме 50 години, нели? На некој начин мене лично емотивно ме поврзува, бидејќи и како ученик во 7-8 деление и самиот учествував на овие гроздобери, не како дел на поворката, меѓутоа како еден од учесниците кои што ги изработува буквите за земјоделската изложба која што беше во Партизан. Понатаму изработувавме нели од овие карнавалските поворки, оние предметите кои што беа придружен дел на самите манифестации. Исто така се сеќавам на многу убави моменти, ете таму кај нас во нашето мало, па го живее во Трпинското мало. Цела една плантажа на агрокомбинатот Тиквеш беше пуштена на гостите на карнавал да си наберат грозје, кој колку сака. Меѓутоа, за жал, за кратко време беа уништени, бидејќи луѓето наистина не наситни, па не знае кој колку му е доста. Понатаму, ете, ми остани во впечаток дека на овие карнавалски поворки зема сите ликовни уметници од Кавадарци. Понатаму гостува најпознатите во тоа време, во времето на поранешна Југославија, најпознатите актери во Југославија, понатаму најпознатите интерпретатори на
забавни и народни песни. Понатаму учествува голем број спортисти, се одржува и спортски надпревари. И она што беше куриозитет, би рекол, тоа е мототрката, која што се одржуваше секоја година, во тие почетните години, во 70-те години, и која се бодуваше за првенството на Југославија, во тоа време во моторциклизам. Ете, мене ми оставија впечаток традицијата која што се пренесуваше, бидејќи Тиквешкиот гроздобер на некој начин представува продолжение на една традиција која се одржувала уште во античкиот период. Тоа беше пренесено преку боговите на виното, Дионис, Бахус е пандан на Дионис во грчката митологија. И мене ми е малку на некој начин и недостасува денеска, тоа, бидејќи сепак на некој начин се држиме до некоја традиција и би било добро таа традиција да продолжи. Продолжуваме да ги представуваме наградените со 7 септемвриско признание за придонес во афирмацијата на градот највисока општинска награда. Советот на општина Кавадарци му додели и на Димитар Каракулев, инспектор за превенција и председател на општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Димитар Каракулев, дипломиран криминалист, инспектор за превенција во Кавадаречката полиција и председател на општинската организација на Црвен крст Кавадарци е еден од тројцата наградени со највисокото општинско признание 7 септември. Тој ја доби оваа награда по предлог на Советот за превенција против малолетничка деликвенција за целиот придонес што го има дадено во превентивната улога на полицијата и соработката на полицијата со граѓаните, но и во афирмацијата на хуманоста и волонтерството во Кавадарци. Почестен сум со ова високо признание, ќе продолжам и понатаму да ги промовирам хуманите вредности, волонтерството и соработката на полицијата со граѓаните, ни рече Каракулев. Тој од декември 1991 година до 1995 година работи како раководител на безбедносен сектор во полициско оделение на патниот сообраќај во Овара Кавадарци. Потоа 2 години е командир на полициско оделение на патниот сообраќај, за да од 1997 до 2001 година биде назначен за раководител на безбедносниот сектор во полициската станица Кавадарци. Потоа работи како инспектор по оперативни работи, па инспектор за недозволена трговија со дрога и оружје во Овара Кавадарци. Од 2008 година до денес работи како инспектор за превенција во јавниот ред и мир во полициска станица Кавадарци. Паралелно со своите работни обврски во МВР, тој е активен и во Црвениот крст. Како прв човек на оваа хуманитарна организација воспоставува соработка со Црвениот крст на Ковин. Потоа таквата соработка прераснува и во збратимување меѓу двете општини, Кавадарци и Ковин, која се негува успешно до денеска. Каракулев посетувал многу семинари и обуки, од каде има добиено и повеќе сертификати. Во рамките на својот делокруг на работа како инспектор за превенција во полициска станица Кавадарци и како волонтер во Црвениот крст и Општинскиот совет за превенција од малолетничко претстапништво на град Кавадарци, со мошне голем квалитет организираше голем број превентивни активности за различни возрастни целни групи, од 7 до 77 години. Во најголем број од овие активности беа опфатени учениците од основните и средните училишта, каде што одржав голем број на едукативни предавања, трибини, збогатени со спортски и други содржини. Она што посебно треба да го истакнеме е организацијата на првиот саем за вонучилишни активности, како најголема превентива за младите. Во салата Партизан пред 2 години, околу 40 спортски клубови, здруженија на граѓани и невладини организации имаа можност да им се представат на околу 4000 ученици од сите училишта во Кавадарци, со цел тие да изберат за што ќе се одлучат, каде ќе се зачленат и каде ќе го потрошат своето слободно време, објаснува Каракулев и нагласува дека на сите превентивни активности им дава нови содржини, интересни за целните групи, посебно за младите. За време на Тиквешкиот гроздобер, улицата Илинденска во Кавадарци ќе биде затворена за сообраќај, информираат од Оделението за сообраќај при општина Кавадарци, деталите ги има колегата Ангел Данов. Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека во деновите сабота 6 септември и недела 7 септември дел од улицата Илинденска на потегот од старата автобуска станица па до општинската зграда ќе биде целосно забранета за паркирање во следните термини: сабота 6 септември од 8 до 22 часот, недела од 12 до 15 часот, а воедно се информираат граѓаните дека оваа улица целосно ќе биде под забрана за одвивање и паркирање на сообраќајот на 6 септември од
од 19 до 22 часот, кога на потегот од кружниот тек до првиот триаголник ќе се одвива дефилето на винскиот карневал. За таа цел се молат граѓаните кои имаат паркирани возила на улицата Илинденска, како и на улицата Тиквешково стание или поранешна ЈНА, истите да не ги паркираат своите возила во наведените термини. Делумно одвивање на сообраќајот во сабота ќе биде дозволено во времето од 14 до 19 часот. Општина Кавадарци ги информира граѓаните да се придржуваат кон одредбите од ова соопштение. Наводниот договор помеѓу лозарите и винарските визби со посредство на Министерството за земјоделство ја зациментира маката на одгледувачите на грозје, рече денеска на пресконференција Бетјан Китев од Општинската организација на СДСМ Кавадарци. СДСМ бара, вели Китев, зачувување на автохтоните сорти трпезно грозје за кои постои пласман на европскиот пазар и редовно субвенционирање на лозарите. Почитувани суграѓани, гроздоберот што почнува денеска носи уште една неизвестна година за лозарите и нивните семејства. Наводниот договор помеѓу лозарите и винарските визби со посредство на Министерството за земјоделство ја зацементира маката на одгледувачите на грозје. Откупните цени 11 и 13 денари за сортите Смедеревка и Вранец се договорени со партизираните локални партиски здруженија на власта кои што слугуваат за интересите исклучиво на власта. Сега интерес на власта е во јавноста да представи дека проблемот е решен. Ова се случува додека мнозинството лозари во загриженост за својата екзистенција се пресметуваат како овој откуп ќе ги покрие нивните амортизациони трошоци, штетите што им ги создадоа лошите временски услови и што ќе остане на крајот за нивните основни потреби за издржување на нивните семејства. А нема да им остане ништо. Посебно што доцнат и субвенциите од државата од претходните реколти, што им се загарантирани со закон, со што лозарите се доведени во ситуација на преживување. За планирање на производството воопшто и не може да стане збор. Ова е понижување на макотрпниот труд на лозарот во Македонија. Факт е дека големите временски неприлики им нанесоа сериозни штети на земјоделците, меѓу нив и на лозарите, и факт е дека власта на Груевски кога и одговора го зема предвид факторот временски услови. Пред изборите во 2013 година, но и на последните воредни парламентарни избори, власта на ВМРО ДПМНЕ издејствува 2 денари повисока цена на грозјето во обид да ги придобие лозарите. Но сега не се избори и се може да помине. И пониски откупни цени, но во исто време и барање за преструктурирање на лозовите насади, иако лозјата се повеќе годишни култури, и ова е неизводливо, посебно ако се знае дека лозарите под овие услови во кои што во овој момент функционираат, не можат воопшто да ја обезбедат својата лична екзистенција и екзистенцијата за своите семејства. СДСМ бара да престане поигрувањето со тешкиот труд на лозарите. Власта се обидува вината за намалувањето на конкурентноста на македонските вина и сорти грозје и слабиот пласман на вината на меѓународните пазари да ја префрли на лозарите. Бараме причините за ваквите состојби со лозарството и трговијата со вино, власта да ги побара во своите погрешни политики што доведоа хаос во оваа област. СДСМ предлага во исто време и зачувување на автохтоните сорти трпезно грозје за кое што постои пласман на пазарите на европскиот пазар и редовно субвенционирање на нашите лозари. Полицијата во Велес по извршените контроли констатира дека дел од угостителите во Велес точат алкохол на малолетници. Прилогот е на колегата Зоран Јаневски. Дел од велешките угостители стужат алкохол на малолетници. Ова го покажале контролите на велешката полиција. Секторот за внатрешни работи во текот на целата летна сезона реализирал контроли во угостителските објекти. Проверките се правени во деновите од викендот.
Од секторот за превенција во Велешката полиција објаснуваат дека контролите се однесувале на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Началникот Ненко Александров вели дека се проверувало дали на малолетници и пијани гости им се служи алкохол. Секторот за внатрешни работи во текот на цело лето имавме кампањи со контроли во гостителските објекти и таа кампања спроведуваме во петок, сабота, недела постојано. Контролирани се голем број на угостителски објекти, скоро сите се во вечерните часови контролирани. Од СВР Велес велат дека и покрај редовните контроли, дел од угостителите не го почитуваат законот. Полицијата во дел од угостителските објекти открила дека се служи алкохол на малолетници, кај други пак престојувале и после полноќ. Сакам да истакнам дека во рамките на тие контроли се пронајдени, се санкционирани неколку прекршоци, посебно точење на алкохол на малолетници, која инкриминирана активност не е предвидена во кривичниот закон и ќе следи соодветна кривична санкција против сторителите. Неодамна Велешката полиција во писмено соопштение за јавноста напиша дека токму контролите за работата на угостителските објекти открила 2 прекршока минатиот месец. При редовните проверки е откриено дека во еден објект се дозволува да престојуваат малолетници после 24 часот, а им се продава и алкохол. Освен ова, било забележано дека се служат и гости кои веќе биле во алкохолизирана состојба. Поради ова, против сопственикот на објектот се поднесени една кривична и една прекршочна пријава. Во изградбата на делница од автопатот Кичево-Охрид е вклучена како подизведувач кавадаречката компанија Машинокоп. Кавадаречката компанија Машинокоп со своја механизација и работна сила е вклучена во изградбата на големиот проект автопатот Мајка Тереза Кичево-Охрид. Според зборовите на директорот на Машинокоп Кавадарци Лазар Пончев, интензивно се работи на делницата Кичево-Подвис и работите ќе бидат завршени согласно обврските кои произлегуваат од договорот кој го има неговата компанија како подизведувач. Тие работат на делница во должина од 2,5 километри. Овој автопат е со должина од 57 километри и широчина од 2,6 метри. Ке има 7 мостови, 6 надпатници, 13 подпатници и еден тунел со должина од 2 километри. Ке се вози со брзина до 120 километри на час. Инвеститор на проектот е Предпријатието за државни патишта, а вредноста е 375.000 евра на целиот проект. Паричен надоместок и оваа учебна година ќе има за средношколците од семејствата приматели на социјална помош. Од Министерството за труд и социјална политика информираат дека продолжува реализацијата на програмата за условен паричен надоместок за учениците од средно образование од семејствата приматели на социјална помош. Оваа програма има за цел да обезбеди дополнителна помош и стимулација за учениците и семејствата приматели на социјална помош. За реализација на програмата за условен паричен надоместок предвидени се 108 милиони денари. На секој корисник годишно ќе му се исплаќа по 12.000 денари, а исплатата се врши во 4 еднакви износи од по 3.000 денари на примателот на надоместокот во текот на една година. Овој износ останува непроменет и за оваа учебна 2014-2015 година, при што очекуваме дека годинава 9.000 ученици ќе го остварат ова право, велат од Министерството. Оттаму појаснуваат дека исплатата на средствата ќе се врши на ист начин како и исплатата на правото на социјална парична помош. Програмата за условен паричен надоместок за средно образование се реализира од почетокот на учебната 2010-2011 година или веќе 5-та година поред. Условите за користење на истата остануваат непроменети. Ученикот треба да е запишан како редовен ученик во средно училиште. Редовно ја завршил претходната учебна година во која користел условен паричен надоместок и на средношколска возраст согласно Законот за средно образование. Корисникот може да користи условен паричен надоместок за средно образование се додека е редовен ученик и присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани часови.
Исплатата ќе се врши на мајката на корисникот или друг носител на право на социјална парична помош, определен од страна на Центарот за социјална работа. Надлежното министерство апелира до родителите приматели на социјална помош кои имаат дете средношколец најдоцна до 30 овој месец да поднесат барење до местно надлежниот Центар за социјална работа за користење на правото на условен паричен надоместок. На текст на драматургот Братислав Димитров ќе се подготви представата за отварањето на новиот театар во Велес. Драмскиот текст најважната работа на светот ќе го отвори новиот Велешки театар. Комисијата за избор одлучи текстот на Братислав Димитров, напишан во жанрот комедија, да го означи стартот на театарската уметност во новата зграда. Во адекватен сооднос со продукцијските, техничките и кадровските потенцијали на театар. Овој драмски текст нуди одлична можност за создавање на квалитетна драмска представа во жанрот на комедија. Изборот на Димитров и неговиот драмски текст најважната работа на светот е направен во конкуренција од 30 пристигнати текстови. Како најдобар, тој ќе добие награда од 500.000 денари. Станува збор за една исклучително убава комедија, која има драмски пресврт на крајот од пиесата, има многу прецизни драмски ситуации, на брзи расплети, заплети. Во тек избор на режисер кој драмскиот текст ќе го постави на новата сцена. Премиерата на представата е предвидена во ноември. Пред самиот крај на вестите, детално за продолжениот викенд, ќе ја имате и временската прогноза. 3 дена продолжен викенд е пред нас, но времето нема да биде сосема наклонето за оние кои би сакале да го искористат слободното време за движење на отворено. Сабота предпладне ќе помине во знакот на умерена облачност, но поголема е веројатноста за нешто повеќе сончеви периоди во јужната половина на земјата. Попладне повторно ќе има зголемување на облачниот слој, а со тоа ќе зачести и дождот. Истиот ќе има локален пороен карактер, иако ослабнати врнежите локално ќе продолжат и во текот на вечерта. Температурата ќе достигне максимална вредност околу 26 степени во северниот дел на земјата, на југозапад околу 24 и до 28 степени во југоисточниот регион. Недела ќе биде само малку посвежа од сабота, а ќе започне со претежно облачно време со услови за локален и слаб предпладневен дожд. Повторно попладнето и дел од вечерта ќе поминат во облачно и претежно врнежливо време. Понеделник ќе започне со релативно малку облаци и повеќе сончеви периоди. Попладне повторно се очекува зголемување на облачноста и појава на локален дожд, но врнежите ќе бидат ослабнати и поретки во централниот регион. Денот ќе биде малку потопол во однос на сабота и недела. Температурата ќе достигне максимална вредност околу 27 степени во северниот дел на земјата, на југозапад околу 25 и до 30 степени во југоисточниот регион. Гледавте вести на програмата на телевизија КТВ. Имајте пријатна вечер и бидете дел од културната манифестација Тиквешки Гроздобер.